на СДСМ, медиумите, новинарите и ЕСНАФ да бидат присутни внатре на преговорите, директно да се информираат за тоа што се случува и со каква динамика се одвиваат преговорите. Ова што денеска го направи ВМРО ДПМН требаше да го направи пред 3 или 4 недели, бидејќи роковите за договор се пробиени неколку пати. На 20 ноември имаше првичен договор, па на 27 ноември и еве денеска дури ВМРО ДПМН покренува иницијатива за консултација со здруженијата, невладините организации, ЕСНАФ и така натаму. Само да ве потсетам, овој процес почна со широки такви дебати. Преговарачкиот тим на опозицијата е во постојан контакт со невладините организации ЕСНАФ и дури сега ова што се случува, од една страна можеби значи дека ВМРО ДПМН се свестиле дека треба да ги слушнат и оние кои што навистина работат во медиумската индустрија, а од друга страна ми се чини дека е ова уште една тактика на одолговлекување за да нема решение за медиумите и што е можно подолго да остане оваа состојба на статус кво, а тоа значи целосна контрола на партијата на власт врз медиумите во Македонија. За вас прифатлив е предлогот на ВМРО денеска што го изнесува писмено новинарските здруженија да се Апсолутно не да е прифатлив, него тоа требаше да се случи многу порано. Затоа велам, ова што сега го направи ВМРО требаше да го направат пред да почнат преговорите. За да имаме ние поточно тие да имаат сознанија за што всушност станува збор во преговарачкиот процес, а не да постојано аутистично се однесуваат и да ги одолговлекуваат преговорите. Предлогот на Ван Хаут е дали е прифатлив за СДСМ? Кој предлог? Тоа што го изнесе во медиумите презентација. Видете, голем дел од предлозите што се веќе изнесени, ние се произнесовме апсолутно да, прифатливи се. Сето она што значи департизирање на оваа сфера, се што значи демократизирање и можност медиумите нормално да работат, тоа е прифатливо. Не, се уште нема такви моменти на за или против, бидејќи отворено на маса се дискутира и очекувам дека и денеска ќе продолжиме да дебатираме за многу специфики од законите кои што се предмет на расправа. Спомнавте еснавските организации. Сите еснавски организации осудија изјавата на Зоран Заев во кој медиумите ги прогласи за поголеми непријатели од ВМРО ДПМН. Вие сте поранешен председател на Сдруженијето на новинари на Македонија, сегашниот председател Насер Салмани жестоко реагираше. Како го коментирате тоа? Мислам дека го забележавте соопштението и реакцијата што партијата ја имаше. Сдруженијето на новинари на Македонија и еснавските здруженија апсолутно имаат право на свој став. ЗНМ е многу респектабилна институција и мислам дека секогаш кога има некое мислење за тоа каква е состојбата на медиумите, треба тоа јавно да го каже. Меѓутоа, излегувањето надвор од она што е предмет на анализи или на работа на една организација е проблематично, затоа што давање политички квалификации не се во делокругот на она што треба да го прави прв човек или луѓе кои што се начело на овие организации. При тоа, колку што гледам, тоа е личен став, а не е став на организацијата. Така да тоа треба, се извинувам, само да завршам ако може. Така да тоа треба организациите да си го регулираат внатре. Повелете сега? Да. Дали се потребни, дали треба такви изјави како што да се дава генерално? Вашиот личен став како поранешен новинар? Гледате зошто овде преговараме. Преговараме во клубот на пратеници заради катастрофалната состојба во која што се наоѓаат медиумите. Таа е состојба создадена во времето на оваа власт. ВМРО ДПМН е на чело на оваа држава. Тоа што дел од медиумите дозволуваат да бидат курири на власт, што слушаме дека од 12 прилози во вестите 7 се по нарачка на кабинетот на премиерот, што дозволиле да бидат политички експозитури, а не медиуми, тоа е нивни проблеми, затоа тоа треба да го регулира. Ви благодарам.